Председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски не е сигурен дека цената на струјата нема да се покачи. Да видиме каде сме, што сме, да проанализираме, па потоа ќе видиме дали ќе има зголемување или намалување на цените на електричната енергија. Изјави Бислимовски во телевизиско интервју. Неизвестноста силно го притиска и стопанството кое одамна тврди дека е во црвена зона, поради што нагло порасна интересот за поставување на фотоволтаици. Ексклузивни општини засега се Свети Николе и Карбинци. Во општина Карбинци е наистина зголемен овој интерес. Немногу се бара во атарот на Долни Балван, Крупиште, некаде кај Таринци. Оние би рекол места каде што ние ги имавме урбанизирано претходно, а тоа е индустријската зона кај Таринци. Има неколку вакви парцели кои што со оваа намена и се на необработливо земјиште, ви рекол. Паралелно, во процедура се измените на законот за градба кој треба нивното поставување да го олесни. Ние имавме расправа на Комисијата за транспорт и врски во Собранието и на Законодавно-правната комисија, каде што помина овој закон, овие измени на законот, и сега чекаме на пленарна седница да не повикаат за да биде изгласан законот, односно измената на законот за градење, со што веднаш потоа ќе можат граѓаните да пристапат со оваа нова постапка, брза постапка за да постават фотоволтаици на кров на своите објекти, за поставување на фотоволтаици на земја. Значи за тој тип на поставување на градби има утврдена процедура согласно урбанистички план и таа процедура останува иста. Колку ова ќе ја подобри состојбата е неизвестно, бидејќи од поднесување на барање до вклучување патот е долг и тој изнесува најмалку една година и од 600 до 700.000 евра инвестиција за мегават. Сепак, Бислимовски е оптимист. Она што е факт е дека од 1 јануари до денес Регулаторната комисија за енергетика има издадено лиценци за производство на електрична енергија од фотоволтаици во висина од 70 мегавати. Тоа е некаде колку што има шпилје. Потенцираше Бислимовски. Во исто време од Стопанската комора побараа поставувањето на фотоволтаици да биде паралелно со обезбедувањето документација. Голем број компании се подготвени да инвестираат и веќе ги имаат направено неопходните набавки, но процесот е закочен заради бирократски процедури за обезбедување на дозволи. Со тоа ќе се дозволи компаниите во своите инвестиции да ја намалат енергетската зависност, а воедно и сметките за електрична енергија. Стои во барањето до владата.